Почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник Шилегов, почитуван Филип Аврамчев, директор на Универзалната сала, почитуван Бујар Муча од архитектонското биро Мегарон, почитувани представници на градската администрација. Универзална сала не собра уште еднаш. Не собра оваа култно место за Скопјани и за целата наша земја како концертен и сценски подиум на кој гостуваа стотици познати звезди од музиката од светот и од нашата земја и на кој беа изведени стотици театарски и други изведби. Нема по-убав момент да се почне март месец, месецот на пролетта, нормално, преку презентација на новиот изглед на нашата универзална сала. Овој објект има и историско значење, како символ на солидарноста во обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес. Изградена е со солидарни средства како донација од граѓаните, хуманитарни организации и владите на Авганистан, Австралија, Аргентина, Боливија, Бразилија, Гвинеа, Ирак, Иран, Индонезија, Израел, Јордан, Јемен, Јапонија, Камбоџа, Куба, Канада, Кипар, Либан, Либерија, Луксембург, Мали, Монголија, Мароко, Монако, Нигерија, Нов Зеланд, Пакистан, Судан, Сенегал, Сирија, Турција, Тунис, Уругвај, Целон, Чиле, како и странските туристи кои на денот на катастрофата се најдоа во тогашна Југославија. Универзална сала во времето кога е изградена ја пренесе пораката во постземјотресно Скопје дека животот мора да продолжи. Денес, во услови на светска пандемија, кога започнуваме со нејзината обнова, универзална повторно ја носи истата порака, дека животот мора да продолжи. И уште еднаш солидарноста доаѓа до израз. Архитектот Муча и неговото архитектонско биро Мегарон на град Скопје и на Скопјани им го отстапија идејниот проект за реконструкција на универзална сала како донација. Сакам да се заблагодарам и од името на владата за оваа донација. Секако град Скопје ја прифати донацијата и откако ќе заврши тендерот за изведувачките работи, се предвидува почеток на реконструкцијата во месец мај. Со повторно отварање на вратите на универзална, кои 5,5 години се затворени, ќе се создадат сите услови да се отворат и портите на Скопје со претензија во 2028 година со гордост да ја понесеме титулата Европска престолнина на културата. Ја видов презентацијата на идејното решение и можам да потврдам дека гласот на Скопјани, на граѓаните, е слушнат и прифатен. Универзална ќе биде реконструирана во постојниот облик и габарит, задржувајќи го својот автентичен изглед со цел и понатаму да служи во колективната меморија како символ на солидарност. Во Скопје, освен за реконструкција на универзалната сала, за која издвоивме 120 милиони денари, обезбедивме 70 милиони евра заем од Европската банка за обнова и развој за брзиот автобуски систем, односно за така познатиот трамвај на тркала. Тука се и средствата за почеток на изградбата на мостот во Карпош 4, кој ќе биде продолжение на улицата Љубљанска во вредност некаде околу 400 милиони денари. Продолжуваме со поддршката од страна на владата во однос на сите други капитални проекти на општината. Уште во текот на минатата 2020 година, преку ребаланс на буџетот поддржавме вкупно 19 капитални инвестициски проекти во општини ширум земјата во вредност од 244 милиони денари или 4 милиони евра. Неколку беа и за градот Скопје. За следната година во Министерството за култура се алоцирани 217 милиони денари за продолжување на изградбата на Турскиот театар во Скопје, за втората фаза на театарот и библиотеката во Тетово, како и завршни работи на театарот во Струмица. Владата секогаш ќе биде инспирирана од проекти кои се од непосреден интерес и придобивка за граѓаните и од остварувањето на ветувањата. Затоа останува на својата стратешка определба да соработува со општините и да остварува вакви и други слични проекти. Ви благодарам.